еволуционата стратегија на ракот. По тркалото на зодијакот, свеста од близнаци сега преоѓа кон рак. Таа е зашеметена од вртелешката на близнаците, збунета од хаосот на животот во неговиот центар и сега свеста се повлекува навнатре, кон своите корени. За близнаците вистината е таму некаде надвор. Тие го пребаруваат светот полнеќија психата со полно прашања. Но сепак потрагата не дава ништо. Животот е помистериозен од тоа. Има повеќе лабави краеви и хаотични детали. Ракот се врти во друга насока. Наместо да нура низ универзумот, тој ги пушта своите пипки на свесност навнатре. Се пробива длабоко во основата на постоењето и притиска кон душата. Структурата на светот за ракот се чувствата. Тоа представува огромната субјективност во тркалото на зодијакот. Изразито новинарската свест на близнаците му го отстапува местото на сплетот на впечатоци и лични реакции. Веќе го нема објективниот универзум. Се што останува е збир на реакции. Оние кои се родени во знакот на рак, дојдени се овде за да се нурнат во димензиите на внатрешниот живот, кој му е недостапен на претходните знаци. Ракот стигнува овде со одлично познавање на јазикот на длабокото јас, јазикот на емоциите. Фасциниран од реактивните, субјективните аспекти на умот, неговиот извор на енергија е долготрајниот процес на психоанализата, што најчесто самостојно ја учи. Да се почувствува свесноста, да се почувствува секоја нијанса на животот, да се отфрли школката, која не штити од кланицата на светот. Сето тоа е работа на ракот. Која е крајната цел на ракот? Да го види пеколниот хаос на животот, да го види казанот во него и покрај се, и наспроти разумот, да сака, да верува и да прифати се што нуди постоењето. Која е стратегијата на ракот? Замисли си за споредба капсула за нуркање. Која е неговата цел? Низината цел? Да го мапира дното на океанот, да извади примероци од талогот и да се врати неоштетена на бродот. Една стратегија ги надминува сите. Капсулата мора да преживее. Морето ја притиска, проверувајќи му ги зидовите со звук за да најде слабост, некоја пукнатина. Во таа бескрајно непријателска средина, одбраната е се. Без заштита, деликатните сензори на капсулата ќе бидат уништени во микросекунда, но сепак мора да има дупки во заштитата. Солиден железен зид би бил одлична заштита, но премногу перфектна. Доколку нема дупки во зидот, капсулата нема да може да контактира со средината, за која што е дизајнирана да ја истражува. Мора да има прозорци за камерите и жици кои се поврзани со внатрешниот дел со мозокот. Дизајнерите на капсулата мораат да се соочат со тежок проблем. Ако предобро ја бранат машината, таа нема добро да ја заврши работата за која е дизајнирана. Доколку пак не е доволно заштитена, ќе биде уништена од средината во која што треба да ја испитува и во која што треба да продре. Истото и со ракот. Сензорните уреди на ракот се најделикатни во однос на другите знаци. Ниеден знак не чувствува со толкав интензитет. За ракот, животот е само чувствување. Но емоционалните кола можат да се преоптоварат и да изгорат. Животот мора да се живее полека и контролирано. Да се спуштат сите одбранбени ѕидови би било самоубиствено. Целта на ракот е да се максимизира интензитетот на неговиот контакт со светот, но при тоа да се заштитат фино подесените емоционални сензибилитети и сензори. Да се обкружат со железна школка би овозможило кревкиот механизам да трае подолго, но животот е повеќе од колку траење. Стратегијата на ракот е да се постави што е можно помала заштита за да се преживее. Срамежливост е една таква
одбрана. Посебно во раните години дневното сањарење и воздржаноста се наметката на ракот. Личноста иницира само онолку контакти со надворешниот свет кои што му се од суштинско значење. Ставена е маска на анонимност и дезинформација. Другите немаат баш пристап во тоа што ракот чувствува и мисли. Ние можеме да гледаме во личноста и сепак да не видиме ништо. Подоцна, заштитите стануваат постофицирани. Ракот научува да проектира надвор веродостоен тридимензионален холограм на личноста. И тој холограм добро функционира на друштвената сцена. Може да биде дури друштвена личност. Со таа маска тој демне како шпион, слика рентгенски слики, тајно продира во душите на оние околу него. Да се носи маска или да се стои гол и откриен и ранлив. Нема избор. Тоа е единствениот можен избор во тој период од животот. Неговите внатрешни процеси се толку деликатни, а животот толку шокантен, што без изолација неговиот нервен систем ќе се разруши. Опасноста е во тоа што одбраната може да стане премногу ефикасна, така што сигурноста да биде ставена пред се, дури и пред растот, пред еволуциониот раст на ракот. За да може ракот да еволуира, мора да офрли штитот, но откривањето мора да се пресмета. Никој кој е допрен од овој знак нема потреба да се качи на импровизирана трибина во шпицот на сообраќајниот метеж и тогаш да се разголи, да се ја покаже душата. Публиката и моментот мора да бидат внимателно одбрани. Со неговата екстремна ранливост, за ракот ова е вистински ризична игра, но тој мора да игра, мора да се отвори, мора да верува. Љубовта секогаш е коцка и тоа е ризикот кој ракот мора да го преземе. Ресурсите на ракот. Стави го ракот во балбен автобус да патува за Блискиот Исток. За повеќето од нас тоа би било привлечно како одење на забар. Но ракот реагира поинаку. Тој ќе се смести и ќе ги затвори очите. И за 10 секунди тој е веќе таму и го разгледува пределот. За ракот надворешниот свет е блед во споредба со она што неговата имагинација може да го генерира. И тој живописен внатрешен свет е клучниот ресурс на ракот. Како никој друг знак. Тој е дома по земјата на бајките, по својот ум. Имагинацијата, субјективноста, чувствата, тоа се основните материјали на ракот. И тие се фокусираат на најисконската емоција, љубовта. Погледни друга личност, почувствај нежност, почувствај желба да му помогнеш, да го лечиш, да се грижиш за него. Не чувствувај конкурентност, страв, ништо освен поддршка. Светлата на колата на твојот рак се запалени. Добрина и грижа се спонтаните реакции на ракот. Тие се единствените сили кои се посилни од неговиот самозаштитнички инстинкт. Дури и Джингис Кан да се појави со скршено срце, ракот ширум ке му отвори вратата. Таквиот тип на љубов природно му доаѓа на ракот. Таа е еден од ресурсите на овој знак. Тоа не е крајната цел, да се дава поддршка, да се помага, да се заштитува. Особени за пофалба, нормално, но тоа не е исто што и да се фрли оклопот и да се остане изложен на друга личност, пред друга личност. Тоа е специјален тип на љубов. Но давањето, мајчинска грижа, тоа е и ресурсот на ракот. Тоа му доаѓа автоматски, но да се сака вистински е далеку потешко и далеку поопасно. И тоа никогаш не се случува без напор. Сенката на ракот. Мајчинската грижа е највисокиот израз на ракот, но и неговата потенцијална пропаст. 9 од 10 пати тоа е нежен израз на човечката љубов. Во секој случај за пофалба, но некогаш е само друг начин на криење, друг оклоп,
Луѓето, посебно кога се на мака, и привлекува мајчинската преградка на ракот. Ракот ја извлекува секоја пречувствителност и страдање од секој кој ќе дојде во контакт со него, охрабрувајќи ги да се чувствуваат доволно заштитени, за да можат да се смеат и плачат. Изгледа како ракот да носи астрална мајца, на која што е втиснато мајка. Секој може да ја прочита по раката. Стави го ракот во автобусот за Блискиот Исток и веќе за 10 минути некој седи до него и си ги кажува маките. Никој знак не може толку бедливо да ја носи маската на рак, како ракот. Ние наоѓаме разбирање и сочувство, а ракот добива безбедност и невидливост. И никој не стигнува никаде, барем не во интимна врска. Мајчинството поминува добро со странци во автобусот, но не може да се дозволи да стане доминантна тема во брачна или пријателска врска. Ако тоа се случи, природната еднаквост во таа врска е разрушена. На двата партнери им е украдена нивната човечност. Ракот мора внимателно да се заштити од примамливата опасност да заземе улога на мајка и во интимните врски. Тој мора да се заштити од зацементирање на себе си со мудрост, простување, разбирање, така што неговиот турбулентен внатрешен живот и неговите потреби да останат невидливи, да ги потисни внатре во себе. Ракот на тој начин може да се обезбеди безбедност и стабилност, но тоа е уште една игра на школката. И најмалиот влог е осаменост. Емоционалната разголеност е застрашувачка за ракот, но исто толку застрашувачки се и несигурноста и нестабилноста во надворешниот живот, во животот надвор со другите луѓе. Промена, авантура, искуства, сето тоа за ракот е застрашувачко. На ракот за малко искуство му треба долго време. Тој може само да си дозволи малко експериментирање. Екзистенцијалниот огномет, што ги придвижува Овенот и Близнаците, за ракот е како хорор филм, но дури и на ракот му е потребно минимално количество на разноликост и промена, но за жал неговиот вроден инстинкт на предпазливост може да го намали тоа, дури да го невозможи. Исто како бикот, тој може да се повлече во духовна летаргија на досада и предвидливост. Работата може да се работи механички уште долго време откако низината вредност за личен раст е исцрпена. Врските може да венеат, но само за да се избегне непријатноста на промената, ракот останува во врска која што не дава можност за раст. И тогаш безбедна во школката искрата на креативност и романтичност на ракот може со децени да мирува.